Годинава и покрај големите, ајде да кажам, финансиски предизвици со кои што се соочи, сепак 5-та година поред се одржа манифестацијата Денови на Европско Скопје, манифестација која што за авторка ја има нашата колешка, новинарка токму од утринската програма Македонија наутро Елизабета Кузмановска. Овој пат за мои гости имам двајца представници токму од оваа манифестација со кои што ќе зборуваме за завршната манифестација, што и како се случуваше не само на завршната манифестација, туку и сите овие изминати месеци додека траеше 5-тото издание на Денови на Европско Скопје. Добро утро за дамата, ќе почнеме од дамата Даниела Трајковска и добро утро за Никола Глигоров, директор на дирекцијата за култура и уметност при градот, односно во градот Скопје. Така е правилно. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и благодариме на поканата. Имавте големи предизвици годинава да се одржи манифестацијата, но сепак Денови на Европско Скопје го доживеа своето 5-то јубилејно издание, еден убав мал јубилеј кој што во иднина ќе значи многу, доколку се разбира го одржите континуитетот. Господине Глигоров, во септември започна активностите, како што ми кажавте, годинава или октомври, трае се до пред неколку дена. Почнаме во октомври, најнапред со објавување на конкурсот за новинари, кој што е веќе традиционален 5-та година поред, есеи за Старо Скопје. Оваа година беше насловот. Потоа во почетокот на ноември имавме фотоработилницата со средношколците. Тука, дозволете ми, сакам да кажам дека знаете, културно-просветна заедница на Скопје, своевремено, односно сегашната дирекција за култура и уметност на Скопје, реализираше една програма која се водеше под насловот Тебе граду мој. Таа се реализираше во почетокот на ноември, токму по повод ослободувањето на Скопје, чествувањето на 13 ноември. Со децентрализацијата, со формирањето на јавните установи, таа програма премина во една друга јавна установа од областа на културата во град Скопје. И пред 5 години членот на нашиот извршен одбор, господјата Елизабета Кузмановска, дојде до идеја и предложи да ги реализираме овие Денови на Европско Скопје, особено да ги акцентираме кон младите, кон средношколците и студентите. Знаете, денот на ослободувањето на Скопје не е практично државен празник и младите помалку веќе и забораваат што е тој ден. Затоа сакавме да го тоа акцентираме и во изминатите 4 години, конечно и оваа година, наша главна цел беа токму средношколците, токму студентите од архитектонскиот факултет, средношколците од сите средни училишта на град Скопје. И затоа, велам, во онаа фотоработилница учествува оваа година, можам да се пофалам, дека благодарение на поддршката на Универзитетот за туризам и менеджмент од Скопје, се реализира ова 5-то издание на Деновите на Европско Скопје, со оглед на тоа што годинава не добивме никаква поддршка, нити од Министерството за култура на Република Северна Македонија, нити од градот Скопје, кој што во изминатите години редовно практично ја поддржува оваа манифестација. Имавме среќа да најдеме еден таков партнер, одговорен партнер, обштествено одговорна фирма би рекол, која што не само Деновите на Европско Скопје, туку не подржи во реализацијата на Скопско лето и есенските музички свечености. Така. Сега да дојдеме до токму таа завршна манифестација, каде што беа доделени голем број на награди, на признанија. Не беше доделено само едно признание, убав настан беше тоа. Па ајде малку да направиме едно резиме на тоа што се случуваше последниот ден.
Еве Даниела нека Да, ја затоа прашањето ги поставам до двајцата, нели кој би се нашол за повикан, може да си... Нашиот Универзитетот за туризам и менеджмент, секогаш е поддржувач на културни манифестации, на научни манифестации, на спортски активности, значи сето она кое што допринесува за градење на едно подобро општество за сите. Токму затоа, како во претходните проекти, и овој проект го поддржавме, посебно заради тоа што тргнува од нашата срж, значи од младината. Застанавме позади дирекцијата за култура и уметност на Скопје. Целото заокружување беше на самиот универзитет и ни беше чест да бидеме домаќини на овој настан. Посебно ме радува тоа што се тргнуваше нели од младината, од средношколците, оние кои што се тие кои што ќе ја градат иднината, како и нашите студенти кои што се вклучија активно со своите презентации. Ако го тргнеме обратно процесот, новинарите беа вклучени со есеи за старо Скопје. Значи, они ја знаат историјата, ја знаат душата на Скопје, она како што дишало Скопје. Ништо не може еден народ, една нација, една држава без својата традиција, без својата историја. Но историјата треба да продолжи, а младите ја продолжуваат историјата. Така некако овој проект ја продолжи својата душа со сегашното Скопје, со младите кои што правеа фотосесија, имаат изложба која што се уште е присутна на нашиот универзитет и може секој да дојде и да ја посети. После тоа го продолжуваме со иднината, минатото, историјата, сегашноста на Скопје и иднината на Скопје. Студентите правеа презентација моето европско Скопје. Што е она што на Скопје му фали за да биде европско? Како градби, но нешто што е најбитно е тоа што ние го носиме. Културата, традицијата, тоа што треба да го представиме на секој еден кој што ќе дојде во нашето Скопје. Навистина ни представуваше чест да бидеме поддржувачи, тоа го правиме преку нашата фондација професор доктор Љубе Миленковски, кој што стои позади сите проекти кои што се од ваков карактер. Ги поддржавме со награди за средношколците, за студентите, за новинарите и се надеваме дека ќе ги инспирираме и сите останати компании да застанат позади вакви проекти, затоа што без културата, без уметноста, значи без историјата, народот не може да иде напред. Општеството не може да иде напред. Господине Глигоров, да дополниме нешто околу завршната манифестација. Начално Даниела и ни ги посочи категориите кои што беа наградени. Да. Значи, јас ќе се навратам на програмата. Затоа што во рамките на претходната програма во денови на Европско Скопје имавме и една омаш изложба посветена на вашиот колега Љупчо Елиевски, кој што изминатите 4 години работеше со средношколците, ја водеше таа фотоработилница и секогаш беше креативен и измислуваше, наоѓаше теми кои што се провокативни за децата, за средношколците. Значи не беа вклучени само средношколци, учениците од средните училишта од град Скопје, беше вклучено и Државното средно уметничко училиште Лазар Личеновски, така да на овој настан завршен кој што беше во понеделникот, ние доделивме практично 6 награди, 3 за учениците од Средното уметничко училиште и 3 за останатите ученици. Потоа во рамките на програмата исто имавме промоција на книгата Љубов голема колку Скопје од Александра Тодоровиќ, која што исто така помина многу добро и морам да кажам дека сите манифестации, сите програми во рамките на оваа манифестација беа масовно посетени. Оваа година исто така треба да подвлечеме, да кажеме, да потенцираме дека можеби 100 средношколци беа ангажирани. Беа ангажирани исто така и во рамките на работилницата, јазиците како културно богатство на цивилизацијата, на цивилизациите, кој што се одржа во Институтот за македонски јазик
Крстем и Сирков. Јас овдека покрај благодарноста до универзитетот, сакам да ја искажам благодарноста и до Националната опера и балет, каде што дел од активностите се реализира, исто така и кон институтот. Пета година, може би, знаете, која ќе испоредиме ние во нашата куќа, така да речам. 5 години денови на Европско Скопје, со 43 години Скопско лето, со 26 години Блуз фестивал, со 23 години есенски музички свечености. Тоа малку, нели, ова е релативно скромно, меѓутоа, еве, овие 5 години оставија белег и инспирира обштествено одговорни компании, луѓе да ни помогнат. Да бидат дел, така. Ви благодарам многу за гостувањето денеска. Ние да се видиме следна година, 6-та поред. Ќе се видиме, но пред тоа ќе се видиме веројатно и за Скопско лето. Не, секако. Кога зборуваме за оваа манифестација, со желба, нели, да продолжи истата, да нема никаква пауза и секако да се видиме следна година. Дозволете ми на крајот јас да ви се заблагодарам на вашата редакција и воопшто на Македонската радиотелевизија, затоа што континуирано и постојано не поддржува во нашите манифестации и фестивали. Ви благодарам уште еднаш за Ви благодариме на вашето вас. гостување.